Благодарам. Една минута Липчо Зиков. Тоа што господинот Тачи е председател на партија не дава за право да можеме да го квалификуваме како сериозен политичар. Значи има несериозни политичари кои се лидери на партии. Неговата несериозност ја гледам во тоа што, например, несериозно е, се согласувам дека и за државата е несериозно во владината коалиција да седи партнер кој е на црна листа на најголемата светска сила во светот, значи Соединените американски држави, од кој апсурдот вели дека сега очекуваме помош за прием во НАТО. Значи, мислам дека и поголемата владеачка партија во земјата, односно партијата која дала премиер, треба да се позанимава со прашањето како може таков коалиционен партнер да има во владата, под КЕЦ, под два, да се замисли, например, политичка структура која во 90-тите години 10 пати изјавила дека македонците се славјани, словени, во разни центри надвор од Македонија, денеска ви е во коалициона влада која е начело на државата и ја води државата кон просперитет, дали треба да биде? Значи тоа е А и Б, треба на тоа е потек и од мене во прашање, бевте на списокот на оние прислушкувани новинари пред неколку години? Да, браво. Последната минута за Филип Петровски, повелете. Бев на тој список во 2001 и јас, имаше некои мои разговори, 97-98 повторно. Луѓето кои што Тачи ги спомена дека работеле на неговото досие, ги препозна бидејќи работеле и на моето досие. Практично, пак ќе кажам, проблемот не е партиски, туку е сериозен и успорува Македонија. Бидејќи постојат сериозни држави, сериозни разузнавачки структури кои што знаат кој кај нас е нивен пандан. Не случајно Македонија споро патува кон Европа и кон цивилизираниот свет. Нешто не успорува постојано. И тоа не е поврзано со сите партии или една влада е виновна, друга не е виновна. Се случуваат случаеви и во време на СДСМ и во време на ВМРО, а некако се исти актери се провлекуваат. Така што, верувајте, сериозен услов без кој Македонија не може да продолжи понатака, да се види што е што, да се заврши процесот на лустрација и конечно менталниот склоп на луѓето да стане демократски, бидејќи на поединци менталниот склоп не е демократски. И само едно кусо прашање за самиот крај. Ајде. Се познава кој те прислушкува? Па ја мислам да. Како? Па има начин. Грчи, брчи? Па има ехо. Да знаеме, мене ми се однесува телефонот многу читаво последно. Па ја ќе ти го дам мојот телефон, па ќе чуеш како. Благодарам, завршиме со темата број 4. Уф. Тука сме пак, со тоа што сега е веќе 10% меѓу првиот и третиот, значи по 5% меѓу првиот и вториот, и 5 меѓу вториот и третиот, со други зборови. Првиот е на прво место, вториот е на второ и третиот е последен. Океј, народе, стигнавме до темата број 5. Имате уште само 7-8 минути да гласате за вашите фаворити. Јавувајте се на 023099367 за Лјупчо Зиков, 023099362 за Филип Петровски, 023099363 за Луран Ахмети. Дојавме од темата број 5. Во ведничар ќе биде господинот Лјупчо Зиков. Темата број 5 е налабава, ноншалантна и се вика My name е Ставре. Пирамида! Според професорот Вајсман, личното име кај луѓето создава прв печаток за личноста, дали зрачи со позитивна или со негативна енергија. Тој смета дека луѓето со име Рајан се атрактивни. Се предпоставува дека Елизабет е успешна, се мисли дека Джек и Луси се среќни. Кај нас трпе, трајче трае, а Ѓурѓа е крстена по баба си Ѓурѓа. Какви имења се гаранција за успех во Македонија? Старомодни, модерни, домашни или увозни без царина? Ни олестуваат при правењето кариера или ни создаваат комплекси? Што е побитно? Да се срамиш од името или да се гордееш со делата? Па, значи, не можам да разберам тој деминутив македонски македонче. Значи, да се наречете сами македонче при представување или наседнување на разговор со некого, вие автоматски во моментот си давате автогол и сте проценети за несериозна личност која во суштина не знае што сака. Значи, тоа е еден и просечен психијатар би го квалификувал како една губитничка позиција. Значи, особено кога разговарате, а да не речем кога преговарате.
Значи денеска на пример еден наш дневен вестник вика македончињата во Тел Авив не им беше дадена виза. Зошто да не напишат македонците во Тел Авив не добија има по 8 години тоа беше виза. Да не зборам дека во Македонија постојат така смешни имиња, значи што на личности, на луѓе, што на села, што не знам кога биле ставени, меѓутоа стварно изгледат на пример Пардејци, Долнодупени, Балван, тоа се убави села. Јас сега видов едно се вика Јудово. На патот меѓу Кичево и Демирхицат и се Јудово. Некои јуди живееле таму. Да, во секој случај тоа говори за тој код, тој македонски синдром кој подолго време прави некакви губитнички позиции, не прави во ситуација да протестираме цело време и така натаму. Има време да се искажеме една минута. Филип Петровски, повелете. Прво да ги поздравам од средното школа Васил Антевски Дрен, така, не погрешив, и они се тука у публиката. Значи да не останам должен, мислам дека беа коректни цело време, така што да ги поздравам. Okay. Ноуменологијата е сериозна наука и таа, ако веќе е прогласена како научна дисциплина, значи има одредени сознанија кои што може да ви одговорат во врска со имињата, што тие значат и дали вршат одредена психолошка пресија врз тој што ги носи или одредено зрачење позитивно кое што му дава напредок во животот. Значи Филип? Љубител на коњи. Да? Да. Да. Игор е во бог на Морињата. македонски. Јас сум бог на Морињата. Практично, ако зборуваме за македонскиот случај и имињата кои што често се среќаваат од трпе, оној што трпи до трајче, оној што трае, тоа укажува, односно рефлектира тешката македонска историја која што на вистина оставала печат и врз имињата. И ќе продолжиме да ќе не продолжиме. Колега. Да, колега. Што значи Луран? Лура е една планина во централна Албанија, Луран е од таму, као Скопје, Скопјанец. Планина, географски поим. Да, као Хајлендер, нешто така ти доаѓа. Вака, ова примериве што беа земени со англиските имиња, мислам дека не држат која се однесува до нас. Кај малите народи името е поврзано и со идентитетот. Малите народи се имаат многу поголемо чувство, многу поголема потреба за бранење на својот идентитет. Да речеме, јас се сеќавам кога бев мал, значи 80-тите, тогашниот сојуз на комунистите на Македонија забрани да се употребуваат, да се ставаат албански имиња на децата и се смениат топонимите во нашите школи. Ние не смеевме да речеме на Скопје да го викаме Шкупи, туку Скопје, да албански. И не арапско име можеше да се даде на дете, албанско не. Се тоа беше со цел да не... Да, апсолутно, тогаш беше тоа е темна историја. Филип Петровски, ќе добиеш една минута, повелете. Имињата на градовите не се преведуваат на други јазици, тие само може да се преведат на латиница, така што секој еден град или секој една држава практично го има тоа име трајно. Сега, ако некој различно ги нарекува градовите, тоа е веќе историски проблем. Зошто ние го викаме Белград, а тоа е Београд? Да речеме. А ние го викаме Белград! Значи, грешка прави и ние. Добро. Па прави грешка. Благодарам за репликата, благодарам. Една минута. Исто и германците, Германија ја викаат Дојчланд, некои ја викаат Алманија, многу повеќе да ја викаат Германија. Без разлика. Значи, тоа е веќе една темна страна на историјата на Македонија, која сакаа да не представуваат само како муслимани, не како албанци. Мислам дека треба човек да се гордее